Александар Трајковски, човекот кој деновиве го дружеше бегалецот Никола Груевски во Будимпешта, пријавил боледување во Царинската управа. Оттаму за еден ТВ вела дека Трајковски, кој е распореден во Оделението за канцелариско и архивско работење во секторот за правни работи, од Царинската управа не е испратен на службен пат, а отсуството од работа поради боледување уредно го пријавил на неговиот раководител. Неговиот лик се појави на фотографијата која ја објавија унгарските медиуми, на која се гледа дека Груевски слободно шета во унгарската престолнина. Причината за неговата посета на поранешниот македонски премиер, кој добија азил во Унгарија, се уште не е позната на јавноста. Царинскиот службеник Александар Трајковски е распореден во Одделението за канцелариско и архивско работење во сектор за правни работи, на работно место административен оператор за прием и доставување. Истиот од страна на Царинската управа не е испратен на службен пат. Отсуство од работа поради боледување во Царинската управа уредно е пријавено на неговиот непосреден раководител со почеток од 5.12.2018 година. Именуваниот царински службеник во Царинската управа нема задолжено службен мобилен телефон. 2 дена по фотографијата се појави и видео снимка на унгарски новинар кој го сними Груевски како руча со двајца придружници, но кога излезе од ресторанот со брзи чекори избега од него и влезе во возилото кое го чекаше на улица. Hello, Mr. Gruevski. I'm Bayan Bardi from Hungarian newspaper 24.hu. How did you get out of Macedonia? Did the Hungarians help you? Mr. Gruevski, did the Hungarians help you? Александар Трајковски, кој инаку и советник во општина Газибаба од редовите на ВМРО ДПМН, во понеделник мора да се појави во судот на новото рочиште за шамарите во центар каде е еден од обвинетите. Неофицијално можно е СЈО за него да побара одземање на патната исправа, бидејќи се нема појавено на неколку претходни рочишта за насилството во центар, кога специјалната јавна обвинителка Фатиме Фетаи бараше негово носење на рочиштето во придружба на полиција.